Премногу време поминато на интернет, намален број на активности во реалниот свет, голем интерес за содржини со агресивно однесување во медиумите. Ова се дел од главните причини кои го поттикнуваат врсничкото насилство. Се посочува во проектот Промоција на безбедна училишна средина, кој го изготви невладиниот сектор во соработка со МОН. Се апелира да се слушне гласот на учениците за проблемите со кои се соочуваат, а стручните лица да работат не само со жртвата, туку и со насилникот. Председателот на првата детска амбасада во светот Меѓаши Драги Змијанац вели дека во Македонија имаме голем проблем со врсничкото насилство. Присутно е насекаде и не се сведува само на физичко, туку и вербално и сајбер насилство. Тешко се воспоставува родителска контрола, а уште потешко довербата на родител кон дете, а уште потешко триаголникот кој го инсистираме е родител, училиште, ученик. Мора да ги сензибилизираме децата кога се случува насилство. Вие се сеќавате, имавме една кампања порано, зборовите може да повредат, да ги сензибилизираме децата дека секое насилство создава проблема, посебно кога станува збор за дисперзирање, односно споделување на компрометирачки фотографии на социјалните мрежи. Извршниот директор на Коалицијата на младински организации СЕГА, Зоран Илиевски, вели дека со Законот за основно и средно образование на учениците има обезбедено учество во разни ученички организации и тоа е патот кој треба да не води кон превенција од врсничко насилство. И сметам дека таа е алката која што треба да ја изгради довербата и таа е алката која што понатаму во училиштето ќе може да се слушни што е она што им смета и што е она што им треба. Станува збор за комплексна тема и не може да се посочи прстот само на еден конкретен проблем, вели Елена Ивановска од МОН. Таа ја нагласи важната улога на сите вклучени во проектот за превенција на врсничкото насилство. Најлесно е да седнете и да напишете закон во кој што ќе кажете дека учениците имаат ученички парламент, имаат ученички правобранител. Суштината е тие мерки напишани на хартија да заживеат и драго ми е што учениците почнуваат да ја согледуваат својата значајна улога во градењето на една култура и средина каде што тие поминуваат поголем дел од времето. За во иднина да се превенира врсничкото насилство треба заеднички да се делува, за да им се овозможи на децата сигурен и безбеден училишен простор, заклучија учесниците на денешната панел дискусија. Со проектот Промоција на безбедна училишна средина се опфатени 8000 деца, 50 средни и основни училишта, 1200 професори и 2000 родители.